тема. Она што можам да кажам е дека веќе пополека ние се приспособивме на можностите кои што ги нуди 4G технологијата, но сепак не за долго, бидејќи веќе известен период се најавува новата петата генерација, односно 5G технологијата. Што таа ќе ни донесе и дали светот ќе остане ист? Најверојатно не. Токму на оваа тема ќе разговараме со Ванчо Ордановски, IT професионалец, кој што повеќе од 30 години се занимавате, односно сте програмер, IT професионалец и може да се каже дека сте и пионер во македонскиот IT свет. Да. Добар ден и добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам што ме имате. Така, еве јас за повеќе да им доловиме на гледачите и општо еве да видиме, да разјасниме што точно представува новата петата генерација, односно 5G технологијата, која е нејзината функција и колку ние всушност луѓето знаеме за неа, сме запознаени. 5G технологијата е, нели, пета генерација. Не се знае многу, затоа што се уште не е пуштена во званичен оптик, туку само во некои тест инсталации. И таа технологија, за разлика од 3 и 4G, ќе донесе големи технолошки предности во однос на комуникациите, не само комуникациите помеѓу луѓето. Мислам, од првата 1G технологија во 85-та, кога што воопшто не беше на оваа техничка ниво таа комуникација, до сега се сменети 4, со тоа што 3G и 4G се во суштина многу слични. Само 4G има поголема брзина на интернет и на комуникација, меѓутоа технологијата е во суштина иста. 5G ќе донесе големи промени не само во, ние пак ќе се избориме на мобилен, мислам како што се избориме и до сега, тука нема кој знае што да се смени, но ќе се сменат брзините на комуникации драстично повеќе. Колку пати ова петта генерација, 5G технологија ќе биде побрза од 4G? Знаете што, во светот многу различни бројки се кажуваат, но ако порано ви треба за еден филм да снимнете од интернет за, например, 20 минути, 30 минути, сега ќе го снимнете за 20 секунди. Значи, драстично многу побрзо ќе биде. Јас точните бројки не ги знам, веројатно ќе се знаат дури кога ќе почне тоа да стане, да се стабилизира таа технологија, но ќе биде многу подобро. Пред се заради измена во технологијата, во начинот на кој се остварена мрежата телекомска, значи оние базни станици и така натаму, и начинот на кој тие базни станици комуницираат со мобилните уреди. Еве кога зборувам веќе за базните станици, тоа значи дека самата мрежа, базните станици ќе бидат поставени на пократко растојание или што значи? Основата на 5G технологијата е, сега малку ќе морам во техничко објаснување влезам, се надевам дека ќе бидам јасен. Основата на 5G технологијата е мултиплекс, тоест истовремено спојување со повеќе базни станици и дури истовремени повеќе врски со една базна станица. Прво, базните станици воопшто не се исти како досегашните, ни по димензии почнувајќи, ни по домет, значи имаат многу помал домет и помала сила на зрачење, а тоа можеме понатаму да збориме што ќе предизвика и нема да предизвика. Значи, силата на зрачење е многу помала, фреквенцијата на зрачење е многу различна и повисока, и на тоа ќе овозможи, реков, мултиплекс врски на уредот, телефонот или оној уред кој што комуницира преку таа мрежа, тоа драстично ќе влијае на неколку работи, пред се на брзината на комуникација, на сигурноста на комуникацијата, тој хендшейк помеѓу уредот и базната станица веќе нема да зависи од само една станица, туку од сите кои што се во домет. И многу исто така ќе се намали така наречената латенција во комуникацијата, тоа е времето помеѓу испраќање сигналот и стигање на неговата дестинација. Сега тоа вака навидом изгледа нема врска, но во суштина има многу големи технолошки реперкусии. Пред се, реков, ние што ќе се избориме
и ќе гледаме ќе спуштаме филмови брзо. Тоа е едната придобивка. Второ, ќе можеме да гледаме видео во многу голем квалитет, значи 4K или Full HD. Денеска дури и со жичан интернет, не безжичен, тешко се остварува Full HD во нормално користење, а камоли мобилен, но сега тоа се ќе се смени, а особено ќе има влијание на меѓумашински комуникации. Звучи малку Skynet, но иднината ние веќе како човештво ја решивме комуникацијата со мобилни уреди и тоа функционира добро. Се останува да го решиме проблемот на комуникација помеѓу машините. Што значи тоа? Еве, по-народски кажано, како ќе функционира тој дел и на кој начин конкретно еве ќе се вие сметекајте ќе се олесни всушност секојдневниот живот на човекот? Апсолутно. Постои еден израз, една технолошки бран кој се нарекува Internet of Things, IoT, IoT, Internet of Things. Internet of Things е поврзаност на различни машини, на уреди кои комуницираат апарати за домаќинство исто така. Тие може да бидат апарати за домаќинство. Што конкретно ќе може да направи фрижидерот во тој случај? Да, некој фрижидери ова го може дури сега, но ова ќе биде многу леснето во соседната генерација на комуникации. Например, фрижидерот ќе може да му зададете колку, не знам, јајца треба да имате во секое време. Фрижидерот прво може да ви јави додека сте на работа. Имам уште 2 јајца, сакаш ли да набавам уште? И тој ќе ги набави, ако го овластите и ќе ги плати јајцата на добавувачот, така што вие нема да имате никаков проблем со јајца, правите торта. Нема да бидеме гладни. Нема да бидеме гладни, точно. Но тоа е уште и, да речеме вака, по-забавен дел на работите. Меѓутоа, мора да знаете дека многу голем дел од уреди имаат потреба да комуницираат помеѓу себе. Тоа се сензори, камери, мерни станици и така натаму. Тие до сега не беше практично да бидат поврзани преку 3G и 4G мрежата, поради незиниот капацитет. Например, една станица базна на 3G, 4G има можност од околу 100-150 конекции симултани, значи истовремени. Новата 5G технологија ќе има 100.000 конекции можност. Значи, безброј уреди да се поврзат. Тоа значи дека ќе може да врзете 20.000 сензори за температура, за ветер, за заганеност, за осветленост, за UV зрачење и така натаму. А еве во нас кога зборуваме на тоа дека ќе се поедностави секојдневниот живот на човекот со оглед на тоа дека живееме во време каде што водиме некој брз начин на живот, меѓутоа не сметате дека можеби токму оваа технологија ќе го направи човекот уште попасивен? Да, на тоа одиме, ама ќе го употребуваме мозокот повеќе што физички. Затоа што ние на некој начин ништо нема да правиме, се друго наместо нас ќе прави машината. Не мислам така. Мислам дека машината ќе не ослободи, а меѓу другото и 5G технологијата, ќе не ослободи до оние работи кои што во суштина не одземаат време од она вистинското што треба да го правиме. Ако ние сега губиме време додека јас програмирам или додека корисник некој работи на компјутер нешто, дека он губи време на комуникација, чека да дојде сигналот да отиде да направи нешто му е споро и така натаму, и практично изгубено време, сега тоа време ќе го добиеме за нас, за да можеме да правиме она за што можеме, што не можат многу уредите, бар сега за сега не можат, а тоа е нашата интелигенција човечка да употребиме. Сега за сега, мислам, ќе видиме како ќе оди тоа, ама и тоа ќе донесе и други предности. Например, поради тоа што овие уреди бараат многу помала сила на зрачење, батериите ќе ни траат многу подолго. Например, сега веројатно сите го полниме на ден-два мобилниот. Телефонот, да. Сега ќе го полниме на месец дена. Затоа што потрошувачката на енергија е многу помала. Значи и таквите работи ќе ни се олеснат. Сега така што нема да биде сигурно полошо, туку ќе биде подобро. Во однос на тоа,
Еве, зборувавме за бенефитите, кои се предностите на ова 5G технологија, меѓутоа сепак во светот на светско ниво се водат и многу дебати, исто така дел од експертите, доктори слично сметаат дека оваа технологија навистина и штетна по здравјето на човекот, па дури има и некои европски земји кои што не се согласуваат околу воведувањето на оваа технологија. Штетно е за животната средина, за човекот. Мислам, ако не се лажам, имаше една статија каде што читав дека изумреле некои птици или слично. Вие се согласувате со ова? Што сметате во однос на... Апсолутно не. Знаете, на времето кога првите автомобили почнале да се движат низ улиците на кои иначе имало коњски запреги, луѓето толку многу се плашеле дека ќе ги убијат, што морало напред дојде човек со црвено знаменце да мафта пред автомобилот, за да ги предупреди луѓето дека иде нешто опасно и дека тоа. Мислам дека е тоа стандардна реакција на луѓето пред нешто ново. Има некакви... Сега видете, мислам, никој не може да предпостави ништо. Технологијата се уште прво не е во оптек. Како умреле птици кога нешто не е во оптек, мислам, не работи, не ми е јасно, ама... Или еве конкретно во однос на 4G технологијата, дали можеби таа се покажала, односно се покажала дека дел од нејзиното користење е штетно за човекот? Од воведувањето на мобилни комуникации, 85-та, а ја тоа време го памтам. Тогаш почнав да работам. Значи, постоја сомневања дека, не знам, ќе добиеш рак или не знам што на мозокот, ќе ти се свари, па онда дојдоа и микробранови печки и тоа беше уште плюс и така натам. И од тогаш уште знам, а денеска со сигурност знам, западните влади им наложуваат на телекомите, знам дека има такова во Британија и во Германија со сигурност, а сигурен сум дека и во други земји, им наложува да вршат континуирани мониторинг на здравјето на нивните корисници. Рандом случајно избрани луѓе кои што еднаш месечно одговараат на анкета за нивното здравје и така натаму, што се болни, дали се заболеле и така натаму. И тоа се врши веќе од 85-та колку години? 45, не, 45 години. Повеќе, да. Значи, до сега не е најдена коинциденца помеѓу користење на мобилни уреди и загрозување на здравје. Но, колку што јас сум запознат со 5G технологијата, забуната произлегува веројатно затоа што 5G технологијата ќе користи бранови должини за комуникација кои што се многу пократки од овие што сега, значи милиметарски бранови должини, на многу гигахерци ќе биде тоа, се обидувам да не бидам многу технички. Значи сега е на 800.500 мегахерци комуникацијата на мобилните телефони. Значи ова ќе биде гигахерци, 10 пати повеќе од сегашното. И точно е дека ако е со голема сила тие бранови ги усмерите кон човек, ќе му направи нешто. Ама работата е во тоа што тие базни станици напротив ќе бидат со 100 до 1000 пати помала сила од сегашните базни станици. Што значи тие нови базни станици кои што успат ќе бидат големина на кутија за чевли, ништо поголеми, за разлика од сегашните овие што ги гледаме на згради, големи буриња, нели? Тие едноставно нема да имаат ни сила на зрачење доволна да направи некаква штета. И уште нешто, 5G технологија не е сатурациона технологија. Што значи тоа? Тоа значи дека 3G и 4G ќе продолжат да постојат во местата каде што ќе нема 5G. 5G ќе постои само најверојатно во урбаните средини, каде што многу стотици базни станици ќе бидат потребни за да се исполни технолошкото барање, а ќе нема никаква логика да се поставуваат по рурални средини или кај што нема многу корисни. Таму ќе се остане 3G, 4G, како и досега. Така што опасностите од зрачење, што се јас не сум лекар, мислам, ама не верувам дека нешто. Јас 35 години работам пред монитор, зрачи и тоа сега овие LCD се и уште и веројатно по
тие старите монитори зрачја. Немате никакви здравствени проблеми од предизвикани од компјутерите и Се дебелих малку, ама тоа не е од тоа. Така е, сега, кога зборувам еве на светско ниво, до каде се тие инсталации или подготовки за да се воведе ова 5G технологија? Се уште се во тестирање. Значи има некои градови, има во Кореја, знам, има во Кина, каде што неуспешно ја воведоа, се фалеа па ништо не направија. Зошто? Зошто не Па успешно? веројатно технички и технолошки проблеми, но тоа е нова технологија и за очекување дека ќе има проблеми и затоа постојат тие тест инсталации да видиш. Еве до која година се очекува? Велат дека до 2021. Значи уште година-две имаме да ја чекаме оваа технологија и сега се во последна фаза на исправување на тие последни технолошки проблеми, багови што ги имаат. Многу битен аспект на оваа технологија е што, како што велат некои, нема да има 6G. Затоа што оваа технологија 5G, за разлика од претходните, е софтверски дефинирана технологија. Што значи тоа? Која ќе треба да се направи некаква измена, нема потреба технички да се прави таа измена, туку во софтвер да се препрограмира. Разбирате? Така што, а тоа препрограмирање ќе иде континуирано и подобрување на технологијата. Така што 6G веројатно, како што реков, нема да постои како таква, туку ќе имаме 5.1.2 како што имаме и софтвер. Тоа е таа софтверски дефинирана технологија, која што сега веројатно техниката сама ќе се намало, како оди напредува светската, ќе се станат помали станиците, поефикасни телефоните, подобри батериите, но во суштина нема да има драстични промени во технологијата. Еве кога зборуваме за Македонија, ние до каде сме? Ќе биде и кај нас до 2020-2021 или може би е потребен подолг временски период? Изненадувачки од тоа што јас го знам, иако немам некои званички информации, од тоа јас што го знам, Македонија не е многу далеко од целата приказна. Прво затоа што од телекомските оператори во Македонија се дел од светски концерни, T-Mobile, не знам, Австрија, Телеком и така натаму. А второ, и таа технологија по принцип на трансфер ќе дојде и кај нас. Сега дали ќе биде во исто време, верувам дека ќе биде тука негде. Но колку брзо ќе се воведе, бидејќи тие уреди во почеток ќе бидат скапи. Мислам, мобилните телефони, нови, што заради нова технологија и така натаму. Веројатно најмалку двојно од сегашниве, мислам. Се доека не се постигне тоа масовност во производство, мислам, тоа што стандардно се случува во било кој пазарна економија. На крај, количината на произведени ќе има си цената, ќе се стабилизира технологијата и тоа ќе стане. Но ќе дојде и кај нас релативно брзо, така што и па ќе кажем изненадувачки, ние сме на една добра позиција како држава. Колку еве добриот интернет и брзиот интернет е предуслов за да може да се спроведе ова 5G технологија? Да, добро прашање. Прво, 5G не може да го замени интернет. Значи, 5G технологијата е екстензија на интернет. Значи, овозможува продолжување на интернет врската во бежични сфери, слично како што сега имаме 4G и 3G. Но подобрено, забрзано, посигурно, без латенција и така натаму. Има ли Македонија добар интернет? Македонија има, не знам сега да не сгрешам, но по моје мислење Македонија има еден од најдобрите интернети во регионот, интернет инфраструктури. Пред 20 и некоја година Cisco, една од најголемите светски компании за мрежни уреди, нешто донираше, а нешто мислам дека и беше купено. Еден backbone, тоа е рбет на една врска интернетска, тоа се оние главни комуникацијски уреди, врски на интернет точките во Македонија. Јас имав среќа да бидам дел од тоа, да гледам како тоа се остварува. И тоа, верували не, после 25 години се уште ни ја дава предноста во регионот.
И не треба многу да се биде стручен, но одете било каде, побинете во БВС, скоро во Белград, тешко е, проблематично е. Не дека немаат, ама ние сме во подобра позиција. Ние први воведовме и оптики. Бугарија е нешто слично со нас, они имаат доста оптика. Меѓутоа, Грција, Албанија и Косово се стварно лоши, за жал, мислам. А овие другите земји... Да, изненадувачки е тоа што јас претходно што имам читано е дека врз основа на некои истражувања кои што македонскиот Телеком ги правел заедно со германскиот, дека ние како земја имаме навистина добар интернет, што дури германците се чудат на тоа. Да. Вие имате имаме ситуација во Македонија да оптика стана се присутна, оптичко поврзување. Ја имам викендица на Преспанско езеро, таму имам оптика усред село. Мислам, тоа го нема, сега има и друга причина, мислам, меѓу другото, една огромна земја, како што е, например, Германија, треба стварно многу интерконекции. Во Македонија се релативно блиску, но сепак ние сме во добра ситуација. Тури, еве Скопје, ќе ви кажам, јас и одам кога патувам, а и кога ќе ми дојдат деловни партнери или пријатели од странство, се чудат. А ние кога ќе одиме таму... И ние се чудиме дека имаат слаб интернет. Да, имаат слаб интернет сега, што е, мислам, тоа е. Тоа е, да. И Македонија е во добра ситуација. А тоа значи дека 5G технологијата ќе има добра основа за да може да се подигне. Добро, сега да се разбереме, сите земји напредуваат. Мислам, ние нема вечито да бидеме најдобри, затоа што сите други се унапредуваат. И веројатно нема да биде многу време како ќе бидат полоши. Но тоа треба да нарадува. Интерконекцијата на целиот регион и на светот е дел од новиот свет, од новата економија. Мислам, без тоа не може да функционираме. Но секако не е лошо да се биде добар. Еве исто го споменавме интернетот на некој начин дека е еден од предусловите за да може да се воведе оваа 5G технологија. Кои се други предуслови кои што треба да се исполнат за да може истата да функционира? 5G технологијата? Да. Па прво мора технолошки да се постават нови базни станици. Второ, да се создаде онаа критична маса. Се знаете, тука големо оптоварување ќе имаат телекомите, бидејќи ќе мораат да вложат во нова опрема. Тоа значи старите базни станици да ги заменат со нови или да ги дополнат со нови, не верувам дека баш ќе ги заменат така лесно. Сето тоа нема да иде во еден ден, ниту во една година, не верувам. Тоа ќе оди постепено. А второ, мора да се создаде критична маса на корисници на 5G технологии. Па ќе кажам, тоа не се само мобилните телефони. И во оваа технологија веројатно и најмалку ќе има 5G телефони, колку што ќе има интернет поврзани уреди, кои што сакаат треба да комуницираат помеѓу себе. Така што ќе потрае тоа известно време, ќе мора да се вложи во инфраструктура. Телекомите, тоа им е излез од сегашната релативна криза во која се наоѓаат, бидејќи не е тоа само Македонија, туку во светот, а и во светот нема во развиениот свет, каде што е заситена понудата со мобилни и така натаму. Гледаме ги намалуваат цените постојано ги. Тоа не е ониот што сакаат. Токму и наредното прашање беше поврзано во однос на еве она што знаеме сега што се случува со телефоните Huawei, општо трговската војна помеѓу САД и Кина. Колку оваа трговска војна има врска и поврзана со 5G технологијата која што ни престои? Има. Веројатно, тоа што САД наметнува санкции на Huawei, на Huawei, како сакате, на Huawei не е случајно. Ги обвинуваат за некакви шпионски активности, не знам, задни врати, бекдорс за шпионирање и така натаму, што не значи дека и американците не го прават истото во своите уреди, да се разбереме. Huawei дури отвори специјална лабораторија во Британија, каде што нивни, сега добро, таму има
деловни тајни, не може да ни баш се да стават секој да го гледа. Но во договор со британската влада отворија лабораторија каде што британски експерти ќе можат да го разгледаат кодот и хардверот на Huawei како е направен, за да можат да утврдат дека според тврдењето на Huawei нема никакви задни врати и шпиунски, не знам, уреди. Тоа е едната страна на работите. Другата страна е што сигурно тука има комерцијални причини. Сега вие ги имате најголемите САД е најголемиот прво пазар за комуникацијски уреди во светот. Второ, најголемата комуникацијска компанија во светот вредна над $1 трилион е Apple. Тоа е америчка компанија. Кинезите први почнаа да прават 5G експерименти. Да се разбереме, кинезите се многу ефикасни, знаат висока технологија, меѓутоа сепак пробивите технолошки, научните достигнувања се уште ги прави западниот свет. И сега доаѓаат американците во ситуација со нивните технолошки пробиви кинезиве да направат големи пари, ако сакате. Да, имаат со своји камења, како што со нивни камења. И сега сето тоа е една мешавина. Јас не сум го анализирал тоа подлабоко, меѓутоа сметам дека има и технолошки дел, има и комерцијален дел. Пред тоа имаше една слична ситуација со една друга компанија ZTE, исто кинеска, кога американците ставија вето, наводно исто најдоа шпиунски, сосема можно да се разбереме. Никој не ги знае тие шпиунски работи, мислам, до крај. И дојдоа таа за таа компанија имала 80.000 вработени, што не е малку. Не е малку, да, не е малку. На крај Трамп нешто попушти. Сакам да кажам, повеќе веројатно комерцијална причина тоа што чисто технолошка, ама има и кој смета дека ќе победи оваа трговска војна? Да ти кажем, тоа не е добро за никој, а најмалку за нас ние колатерална штета во Европа, да речеме, ајде, ние како дел од европски пазар стануваме, затоа што таа борба ги поскапува и ги заострува. Например, американците воведуваат заострување во визи, заострување во трансферна технологија. Ние, еве, мојата компанија кога увезува нешто, кога увезуваме некоја повисока технологија, дали се сервери, дали се компјутери, дали се некои компоненти, мора да декларираме кој ќе биде крајен корисник. Значи, не можеш да увезеш и да го однесеш у Иран, не знам. И така натаму, тоа кинезите го правеа. Така што ние сме колатерална штета, трговска војна никому не одговара, ама се тоа се големите сили. Ние останува да видиме што ги заслужи понатаму, така. Вака, значи имаме уште неколку минути пред крај. Јас би сакала повторно да се навратам во тоа дека во однос на ова 5G технологија, кај што факт е дека ќе го промени светот, меѓутоа и понатаму ете има и позитивни, некои велат и негативни последици од ова. Едните се скептични, другите не. Ние македонците која страна ја заземаме до овие две? Јас мислам дека нема некоја двојба тук. Прво да ви кажам, денешните млади луѓе, дури не така млади, тие се родени со оваа технологија, со овој вид на технологија и едноставно за нив светот тука почнува со таква технологија. У моје време се викаше, а ти си роден у кола. Значи, пошто пред тоа на магариња биле. И ние немавме проблеми со коли, нели? Сега младите дури не сакаат ни да положат возачки, туку одат со нови технологии. Мислам дека и нема дискусија тука. Има некакви, но секогаш имате конспиративни теории дека, не знам, ЦИА го смислила или дека КГБ или појма немам кој. И сето тоа е... Имате, читав пред некој ден, антиваксерите дека ова ќе било исто така дел од светската завера. Но за светски завери дека човекот не се синал на месечината и дека Елвис е жив, мислам, од секоја сме слушале. И немаме... И ќе слушаме и допрове понатаму. И ќе слушаме, Елвис е уште жив, да ви кажам. Ама немаме ни избор. Немаме избор. Ако сакаме да напредуваме, Македонија направи доста голем исчекор во последниве година-две. Заживеа стартапите. Тоа се углавном стартапи со високи технологии. Заживеа
најдобриот факултет во Македонија е Финки, кај што не најдобриот, него најмасовниот. А тој е исклучително тежок факултет. Финки е за информатички науки, нели? И сега имаме ситуација каде што ние стварно создаваме критична маса на паметни луѓе, сега да кажам млади, ама има и стари паметни, нели? Ама и на паметни млади луѓе кои што ќе ја туркаат работата напред. Само треба да се создадат уште подобри услови. Ама дека од 5G технологија ќе се спасиме нема, никогаш не сме се ни спасиле. И тоа е едноставно ќе ни дојде. Па ќе нагласам, 5G технологијата е е помалку заради телефонските комуникации, бидејќи видите и 85-та имавме телефонски со радиоврски. Па се разбиравме, мислам, не дека некој не можеше да задзвони. Но 5G технологијата ќе донесе големи промени во интермашинска комуникација со своите технолошки предности, ќе ја поевтини таа комуникација, ќе ја демократизира безжичната комуникација, а тоа не може да значи ништо лошо за напредокот на човештвото, апсолутно. Апсолутно, нема дискусија. Еве, за крај само уште едно прашање. Читав баш кога се подготвував околу темата, во однос на тоа, имаш нешто и го светските медиуми пренесуваат дека кинескиот технолошки гигант Huawei годинава ќе го представи и првиот 5G телевизор, иако Huawei официјално, ако не се лажам, се уште ја немат потврдено таа информација. Како би изгледал тој телевизор? Па со екран. Но освен тоа. Не, се однесува тоа на начинот на комуникација. Значи, веројатно тоа ќе значи, неверојатно, тоа е веројатно првиот. Знаете, тоа е и малку ствар на престиж, ние први го направивме, дека повеќе и за маркетинг, претпоставам. Знаете, до пред 4-5 години никој немаше LCD телевизор. Да. Мислам, не постоја. Ама првите кога почна LG, баш и не знам кои беа други, беа стварно чудо на техника и сега тоа го прави Huawei, но на крај тоа се сведува на брзина на комуникација. Значи, ќе можете да се гледа во висока резолуција, добар, одличен квалитет, видеоматеријали. Тоа е тоа. Не гледам друго, али они на нивка им остане дека први го довеле на пазар. Тоа има предност. Па останува, јас ви благодарам на што прифатив тебе денеска да ни гостувате во отвореното студио 1. Останува да видиме понатаму како што ќе се одвива и што точно ќе донесе ова 5G технологии. Се надевам дека всушност овој разговор успеавме и на гледачите да им доловиме и да објасниме што точно представува ова 5G технологија. Така, време ни е тука и пополека да се одјавиме. Завршува тука третиот блок Отворено студио 1. Секако Отвореното студио 1 продолжува во 19 часот и 20 минути со колешката Анета Кочишки. Во меѓувреме следува блокот и забавни емисии, односно музичкото талент шоу Звезда број 1. Довидување.